Цената на житото на берзите паѓа, но никој не очекува дека наскоро ќе има и намалување цените на млекото и месото. Сегашните цени се добро позиционирани и освен нијанси, се друго е исклучено. Јас лично сметам дека не е можно да се вратат цените на овие два прехранни артикли на претходното ниво, бидејќи тие се формираат на економски начин, а враќањето треба да биде на административен начин. Од тие причини сметам дека не е можно да се вратат на ова на претходно ниво, туку може само да се задржат на некое сегашно постојано ниво. Поместување од сегашните позиции кои гарантираат како такво работење, не предвидуваат ниту сточарите, а и тие објаснуваат зошто. Слушайте, ние беме и така у загуба. Секој сме ние у загуба. Значи цените не може да се врнат тие што се биле. Жито поевтинето ние го имаме земано. Жито и пак ќе го земеме поскапа. Еве, јас пред 5 дена земало 18 динара жито пак. Значи, секаде што е истата цена. За граѓаните, сегашните цени се превисоки, па тие се надеваат на поевтинување. Не треба да поевтинат. Треба, а дали ќе поевтинат, не знаем. Па очекуваме, како сите производи, али бавно некој иде. Па очекуваме, да. Отифаќе беше лето и немаш обратно место, мора да го допуштат, да поевтинее. Ова значи дека поевтино месо и млеко веќе не очекува никој и дека е потребна економска адаптација на сите. Млекото и месото и јајцата се производи кои за време на двете кризи поскапеа најмногу и тоа млекото за цели 67,3%, месото за 32% и јајцата за повеќе од 50%. Статистиката покажува и индикации дека цените би можеле делумно да се стабилизираат. Падот на цените на светската и на домашната берза за жито придонесе за намалување на вкупните производни цени во февруари, во однос на јануари годинава, во просек за 1,9%.